Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник на Скопје Шилегов, почитуван градоначалник на Центар, раководство на ГТЦ кои што се со нас, представници на Телеком, почитувани граѓани, стопанственици кои што работите овде покрај кеот. Ми представува посебно задоволство да присуствувам на почетокот на работите на реконструкцијата на делот на кеот 13 ноември покрај река Вардар, овде од Телеком, кај Holiday Inn до Камениот мост. Започнува реконструкцијата која на кеот на градот ќе му го даде одбележието на секој поголем европски град кој се развива покрај реките и во кој бреговите се негуваат како јавни површини, во кој првенствено место имаат граѓаните, зеленилото и непречената комуникација со сите други содржини на градот. Мене ми е посебно значајно што предностите на оваа реконструкција ги прифатија и сопствениците на гостителските локали на кеот и што тие лично ќе направат демонтажа на летните тераси за да се овозможи непречено извршување на работите. Тоа ми потврдува дека и тие, како и сите граѓани на Скопје и градските власти, ја препознаат дополнителната вредност на овој проект. Модерно, уредениот кеј ќе ја зголеми фреквенцијата на посетители и ќе го поттикне поголем број туристичка раздвиженост на кеот, а тоа значи и повеќе гости во самите угостителски објекти. Секако, она на што не научи кризата со пандемијата со COVID-19 е колку се значајни слободните јавни простори, облагородени со зеленило, за да се овозможи слободно движење на луѓето во здрави животни средини. За мене и владата е битно тоа што ќе ослободиме уште еден дел од јавните површини кои беа окупирани од Скопје 2014, особено долж кеот на Вардар, и што сега ќе се ослободат и влезовите од северната страна на градскиот трговски центар, еден од најпрепознатливите маркери на градот Скопје. На градоначалникот Шилегов, на градот Скопје, на изведувачите на работите им посакувам успешна работа на реконструкција, како и успешна завршница во рамките на предвидените рокови. Благодарам.